Чија е оваа соба? Виктор бил овде. Ова секој сабајле го правиш или слушна дека снимаме? Денес започнуваме нашата програма за здрава исхрана. Врло здраво. А по здравата исхрана проба. Па со оглед на тоа дека бев прв и пред мене никој не настапваше, интересно, многу интересно, пеперутки милион во стомакот. И покрај пеперутките, Виктор изгледаше искулирано на сцената. Сепак не помина. Нема љутење, таква е професијата. Мораш да научиш и да паѓаш неколку пати за да можеш да станеш посилен. Таков е живот. Таков е животот, Виктор. Како што испеа ти. Се враќа, се плаќа. Може да би ја сменил песната. Иако немав толку многу трема колку што мислев дека ќе имам, прилично бев здрвен. Тоа е тоа, наредниот пат ќе се потрудиме малце поќе или не. Дали оваа песна ќе биде добитна комбинација за Викторов овој пат? Како и да е, јас учам соло пеење, значи тоа планирам да го работам во животот, што и да се деси, јас повторно ќе пеам. I was so high, I did not recognize the fire burning in her eyes, the chaos that controlled my mind. Whispered goodbye, she got on a plane, never to return again, but always in my heart. Oh, this love has taken its toll on me. She said goodbye too many times before. Satisfied. Oh, keep playing love like it was just a game. Pretending to feel the same. Turn around and live again. Put her on. This love has taken its toll on me. She said goodbye too many times before. And her heart is breaking in front of me. And I have no choice. From
можам јас да кажам после ова? Знаеш што? Ми се допаѓаше оној дел кој зајдам сега да... Врати му го сега, врати му го. Виктор! Врати го, Игор, бити добар. Виктор, ова е тројка? Појма не. Не ти е позната содржината на овие корпи? Не. Од непознато потекло се? На овие, баш на овие не. Пријателе мој, со балончиња или без нив? Со брусхалтери или без нив? Со фармерки или без нив? Сега зборувам како тинејџерка. Во тебе има толку секс што не е потребен брусхалтер, пријател. Некој ми кажа дека си многу популарен во Битола. Дека тешко си шетал по широк сокак. Можда не сум бил. За мене е најважно дека ти си новата македонска звезда, пријателе мој. Тоа е најважно. Хвала ви на сите. Виктор, прекрасен си, дечко. Овој пат палецот оди нагоре. Имам една работа што сакам да ти ја кажам. Среќа што му го зема брусхалтерот на Игор, ќе го облечеш. Јас сум четворка душа. Го знам како бе. Што не го извадиш ти твојот, ако си толку тинејџерка вечерва? Не, на голо јас, пролет доаѓа, пролет, на голо. Виктор, се надевам дека ќе одиш понатаму, уште една звезда е родена. Вечерва докажавте дека ќе се сложите со мене, кој да отиде понатаму, ќе биде заслужено. Дефинитивно. Во случајот тоа да бидеш ти, нема да сгреши ниту еден оној што ќе го даде својот глас за тебе. Нема да сгреши да ги дадат гласовите за други. Затоа што сите 20 заслужуваат да бидат таму. Така е. Ова последново што го кажа, најмногу ти го почитувам и ти го сакам, затоа што навистина дури и она што ти забележав минатиот пат кога ти реков, нели, ние сме спроводници на нечија туѓа волја и она што тече низ нас не е наша заслуга. Само. Затоа сватив дека првенствено таа твоја навидум, арогантност доаѓа од твојот голем страф и трема која што на тој начин правиш одбранбен штит. Но оваа друга страна, па е толку моќна, јас само ги верувај ми дека половина од твојот настап гледа во публиката, а половина во тебе. Затоа што во публиката можев да те видам исто така. Она што го видов во нивните очи значи дека е токму она што они двајца го рекоа, ти си роден за да бидеш звезда, поседуваш се. Од глас, стас, флуид, се е тука, се е присутно и јас имам само да ти кажам, Виктор, Битола може да се горде и со тебе и со Нико, бидејќи не лажам. Нема да кажам ништо погрешно доколку ти кажам дека пред неколку години размислав да се преселам во Битола, затоа што навистина да. Па каква ќе беше таа наша врска на далечина? Брзо ќе раскинете. Брзо. Сакам
да кажам дека апсолутно е возможно сигурно да шеташ по широк сокак слободно и фри се додека твојата звезда оча не отиде некаде у небеса и неповратно не може никој да те симно тамо, а верувај, најубаво е секогаш да запамтиш од каде си, кој си и меѓу кои луѓе си растал. Значи ти се враќаш и куќе, Да. Не е мое. Големо е. Ама може би е на некоја девојка од тука од публиката. Публиката уживаше додека ти пееше. Се надевам дека и гледачите пред малите екрани кои што сега треба да гласат. Ке гласат за Виктор. Бројот 10 запомнете го добро, бидејќи Виктор ги очекува вашите гласови и со ваша помош ќе му обезбедите место во финалето да им се придружи на оние 10 кои веќе се таму.